Советникот задолжен за односи со ЕУ, кој има специјални контакти со претседателот на Франција Макрон, воопшто не живее во Париз, а платата во износ од 1200 евра за своите услуги кон државата ја прима во соседна Србија, затоа што поради долгови кон доверители воопшто нема сметка во Македонија. Претеникот Антонио Милошовски на својот Facebook профил објави писмо од вработени во владата, а упатено кон антикорупцијската комисија, во кое се изнесуваат скандалозни тврдења во врска со советникот Љупчо Зафировски, со дополнување дека советникот со примањето на плата надвор од Македонија веројатно го избегнува и плакањето на данок во земјава, а ангажирањето на вакви советници е срам за Македонија и навреда за Франција. Милошовски од собраниската говорница му постави прашање на премиерот зошто и по неколку недели не можел да добие конкретен одговор од владата во врска со авторскиот договор на Зафировски, како и за неговата професионална биографија. Премиерот Заев лаже. Советникот Љупчо Зафировски не живее во Париз. Советникот Љупчо Зафировски има постојано живеалиште во Скопје. Советникот Љупчо Зафировски не ја прима платата во Скопје, премиерот и советникот избегнуваат плаќање на данок. Ја прима платата во Србија на трансакцијска сметка која што ја отворил тамо, затоа што во Македонија сака да избегне обврски кон неговите доверители како должник. Нова Заев одговори дека според законот има дискреционо право да ги одбира советниците, дека нивните биографии се јавно достапни и дека Зафировски навистина е често во Франција каде има средби со дипломатскиот кор тамо и со претседателот Емануел Макрон. Кога се ангажира советникот, тој ја донесува својата сметка каде што го склучува договорот и на таа сметка се плаќа парите. Немам намера јас да бидам истражен орган зашто некој има дома или надвор сметка. Значи доставуваат сметка за ангажманот плаќа. Дел од своето време тој човек поминува во Франција, има патувања во Франција, како нема. Нормално дека е наш граѓанин. Не се вика Жан Пјер, се вика Љупчо Зафировски. Граѓанин е на Република Северна Македонија и има своје живеалиште тука, не е тоа нешто од посебна тајна. Љупчо Зафировски е соработник за олеснување на процесот на пристапување кон ЕУ, помагање во остварување на стратешките приоритети и определби на владата во однос на евроатлантските интеграции. До сега нема никакви информации околу неговата дејност поврзана со овие стратешки определби, а Милошовски тврди и дека вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи ниту еднаш не се сретнал со него. Инаку советниците на премиерот Заев и министрите се најдоа и во препораките на групата на земји за борба против корупцијата ГРЕКО, која минатата година скенираше состојбата во Македонија. Ова организација нема проблеми со бројот на советници на премиерот и нивните професионални критериуми, но симптоматично бараат да се утврди дали луѓето на премиерот и министрите имаат некаков конфликт на интереси. ГРЕКО бара на веб страницата на владата јавно да се објават советниците на сите министри и да се напише што точно работат тие за јавноста да знае секој советник што работи, односно што го советува министерот или премиерот.